Проектот е интерактивен портал за тутори, чија што цел е поттикнување на социјалната одговорност кај студентите и развој на нивните туторски способности, како и поддршка на учениците во постигнување на повисоки образовни резултати, официјално започнува да се имплементира во пракса. На денешната пресконференција би сакал да информирам дека веќе е изготвена системска платформа tutori.mon.gov.mk, каде од 1 заклучно со 30 октомври сите заинтересирани студенти ќе можат доброволно да се пријават за да бидат тутори, односно да обезбедуваат бесплатни дополнителни часови по соодветните предмети за учениците од 6 до 9 оделение во основното образование и за учениците од 1 до 4 година во средно образование кои имаат потреба од дополнителна помош во изучување на одредена област. За да се стекне со статус на тутор, апликантот треба да исполни одредени услови: да е редовен студент, да не му е изречена казна, односно забрана за вршење на дејност, да достави препорака од еден или повеќе професори кои по соодветниот предмет го предложуваат како студент подобен за подучување. И по предметот, односно предметите за кои се пријавува, да подучува да има просечен успех од најмалку 8. Исполнетоста на овие услови ќе ја констатира посебна комисија, составена од двајца представници на Министерството за образование и наука, еден представник на Бирото за развој на образование, еден наставник од основно и еден наставник од средно образование, еден универзитетски професор и еден психолог, кои на крајот прават непосредно интервју со секој апликант и одлучуваат за тоа дали тој е подобен да биде дел од централната база со тутори. Согласно правилата на туторската програма која што ја донесе Министерството, секој студент може да се пријави да биде тутор по најмногу 4 предмети, односно на најмногу 4 ученици по еден предмет и со секој од нив ќе треба да одржува најмалку 1 час седмично. Од друга страна, родителите, односно старателите на учениците во периодот од 18 до 25 ноември ќе може да ги избираат туторите за своите деца преку посебното мени во рамки на електронскиот дневник, кој е надграден за оваа намена. Откако родителот, односно старателот, ќе го селектира потенцијалниот тутор, системот ќе испрати автоматска порака на електронската адреса на туторот, а тој ќе има обврска повратно да одговори во рок од 5 дена. Дополнително, во рамки на електронскиот дневник ќе се води и евиденција на одржаните туторски часови, кои исклучиво под надзор на родителот ќе се реализираат во домот на ученикот, почнувајќи од 26 ноември, па се до крајот на учебната година. Во оваа прилика би сакал да ги повикам сите заинтересирани студенти, но и родители и старатели кои сметаат дека на нивните деца им е потребно дополнување, подучување, да ги разгледаат условите и можностите кои ги нуди оваа мерка и да се пријават за користење, односно давање на услугата. За сите дополнителни прашања и информации на интернет страницата tutori.mon.gov.mk наведена е електронска адреса за контакт и поддршка. Подсетувам, туторската помош се обезбедува бесплатно, а доколку туторот помогне во стекнување на повисока оценка и резултатите по соодветниот предмет во тековната споредбено со претходната година кај ученикот, односно кај најмалку 2 ученика, ќе добијат дополнителни 10 поени при аплицирање на конкурсот за студентски стипендии во следната академска година.